Во тек е јавен повик за набавка на силоси за сточна храна со капацитет до 25 тони од мерката 121 инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства под мерка набавка на силоси. Средствата се наменети за инвестиции за набавка силоси за житни и индустријски зрнести култури, јачмен, овес, рж, тритикале и пченка. Во сточарството со максимален капацитет од 25 тони, предвидени со програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година. Ваков јавен повик се објавува прв пат и има за цел да им помогне на сточарите да ги зголемат складишните капацитети за сточна храна. Максималната кофинансирана вредност на прифатливи трошоци по корисник за мерка 121.9 изнесува милион денари. Средствата се доделуваат за период на реализација на деловниот план и се исплаќаат на годишно ниво. Барателите на финансиска поддршка за овој јавен повик треба да го исполнат единствениот критериум наведен во јавниот повик, а тоа е да се регистрирани земјоделци и сточари со регистрирано одгледувалиште во Агенцијата за храна и ветеринарство и истото запишано во единствениот регистар на земјоделски стопанства при ресорното министерство, информира денеска од Министерството за земјоделство. За да може да аплицираат на јавниот повик, барателите на финансиска поддршка треба да креираат електронско барање за финансиска поддршка со податоци за локација на инвестицијата, податоци за инвестицијата и електронски да ги прикачат потребните документи. Еден барател може да поднесе само едно барање за оваа мерка. Од Министерството нагласуваат дека барањата кои не се поднесени електронски на ebaranje.ipart.gov.mk нема да се разгледуваат. Барателите кои ги исполниле условите се рангираат со бодување утврдено во правилникот за поблиски критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој, при што барањата со изброј на бодови ќе се рангираат според датумот и времето на поднесување на електронското барање на e.baranje.ipart.gov.mk. Освен задолжителното електронско аплицирање, сточарите баратели на финансиска поддршка за оваа мерка потребно е документите да ги достават и во хартиена форма во писарницата на агенцијата, или да биде појасно потребно е електронски пополнетите барања за финансиска поддршка да се преземат, испринтаат и потпишат и заедно со целокупната пропратна документација да се достават до агенцијата.